it's no use. Sing with me now. She just broke my heart. She just broke my heart. Storm clouds are circling around, but I won't let that shit drag me down. So I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing in the rain. So I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing in the rain. I got a song in my heart and I'm bulletproof. There's nothing in the world that's gonna kill this mood. No matter what life wants to throw my way, I'll be singing in the rain. I went to see a fortune teller and she said I'm doomed. But what the hell does she know? Why she trying to break my groove? All of life's colors turn to gray, then you turn around and you smile my way. Suddenly all my problems disappear on cue. All because of you. Storm clouds are circling around, but I won't let that shit drag me down. So I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing in the rain. So I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing, I'll be singing in the rain. I got a song in my heart and I'm bulletproof. There's nothing in the world that's gonna kill this mood. No matter what life wants to throw my way, I'll be singing in the rain. Старата генерација, дали го препознава Скопје? Со сигурност ќе ни рече дека не. Градот е навистина изменет. Но уличките низ просторот, кај многу од нив ја навраќаат разгледницата на градот години наназад, пред земјотресот. Спомените од скопските улички низ малата, од училишните клупи кои се уште ги носат и паметат. Ја паметат својата учителка, ги паметат своите први пишани букви, ја паметат својата прва училишна љубов. Приказни низ кои ја откриваме и разгледницата на старото училиште Гоце Делчев. Наголот меѓу Гоце Делчев и уличката 8 ударна бригада до земјотресот се издигаше великолепна зграда со богати фасадни елементи. Спроти неа наголот имаше модерна повеќекатница. Нејзината фасада беше мощно богата со архитектонско-естетски елементи, во што имаше интересни детаљи, кои напоменуваа на јужната фасада на офицерскиот дом. Зградата имаше мал двор, заграден со опрета од ковано железо. Во приземните дуќански простори имаше продавница, која граѓаните ја викаа дипломатски магазин. Во неја имаше од пилен млеко, но немаше ни фирма, ни име. Беше од затворен тип. Тоа е времето на купонскиот систем. Тука некаде беше и специализирана продавница за ловечки реквизити Ловец, а до неа, од памтивека, најпрвин во еднокатна зграда, а потоа доградени дваката, е Друштвото на писателите на Македонија. Тука беше и зградата на Тањук, а веднаш до неа, прекрасниот објект на основното училиште Гоце Делчев. Тој импозантен и монументален објект, што се протегаше на двете улици, Васил Главинов и Гоце Делчев, за жал веќе не постои. Архитектот ја искористил шансата да се докаже како извонреден уметник и изградил прекрасна архитектонско-естетска композиција. Најпрвин поставил скалила на дваката, потоа слободен простор и блес со 3 врати, а зад нив, внатре, широк антре и се тоа во елегантна полукружна форма. Од антрето кон катот водеа функционални скали со гелендери, ковано железо и врстоа дрвена рам. Зградата не допираше директно до тротоарите,
туку меѓу железната ограда до тротоарот и зградата се протегаше зелен тревнест појас, која разбиваше монотонијата. Во високиот сутерен, долго по ослободувањето, работеше градската библиотека. Горе, на приземјето и катот, имаше училници кои денес би биле модерни со својата функционалност, а ходниците послани со мозаик од пепелави и темни плочки во вид на геометриски форми. Во продолжение на трактот што излегуваше на улицата Гоце Делчев, имаше пространа сала во која се организираа разни манифестации и изложби. За училиштето покрај убавите спомени и радосни настани, врзани се и трагични приказни. Меѓу нив и настанот кој зборува за периодот на борбите за ослободување на Скопје, 13 ноември 1944 година, која ја раскажува историјата за трагичната смрт на ученичката од училиштето, болничарката Драга Божиновска, која го жртвуваше својот живот за да го спаси ранетиот борец. Моменти на сеќавање на прекрасната зграда во која беше сместено училиштето, сместено тогаш помеѓу денешните улици Даме Груев, Максим Горки и 27 март, денешна Никола Клюсен. Денес детскиот джагор се слуша од новиот сквер, кој го замени прекрасниот училишен двор. Во близина се уште е Друштвото на писатели на Македонија, легендарната кафеана Кајоле, која и денес ги собира на дружба скопските поеми, просториите на швајцарската амбасада, како и популарниот Каспон паб. Спомени, историја, прекрасни, но и трагични моменти кои го одбележиле битизувањето на основното училиште Гоце Делчев. Се плетеа и се уште се нижат училишни истории, кои завештуваат идни спомени на успешни генерации пред себе, кои се должат пред се на авторитетни и одговорни наставници, кои сведочат со својот вложен труд и многу љубов кон децата, градејќи ги во идните најдобри генерации. А приказната продолжува и натаму, со нов детски джагор и жар за подобра иднина. Основното училиште Гоце Делчев е и ќе биде врежано во меморијата на минатите, сегашните и идните генерации, кои понатаму ќе раскажуваат приказната за Гоце како светла приказна за нашиот центар, за нашиот град. Во Гоце Делчев се запиша во учебната 1954-55 година и учев се до додека до 61-62 година. Меѓутоа, недека кон крај на 50-тите години, пошто се дојде до констатација дека училиштето Гоце Делчев има многу голем број на ученици, се подели во две училишта. Гоце Делчев и Ленин. Јас паднав во Ленин да завршам основника. Меѓутоа, пошто се констатира дека изградата е веќе мала при толков број на ученици, почна да се зида нов објект кој е ова, уствари денешниот објект кај што се наоѓа Гоце Делчев. За жал, 63 година се случи земјотресот и од септември требаше да почнат учениците да учат во оваа зграда. Зградата беше оштетена, меѓутоа не беше урната и се пристапи кон санирање на објектот. Додека учениците од Гоце Делчев беа префрлени во Тафталиџе, во Тафталиџе честите го зидава Јан Амос Коменски и со тоа фактички Гоце Делчев скасна како училиште. Кои настани останаа на впечаток од вашето школување? Прво ќе ја споменам мојата учителка Лепа Митрушева, која беше една многу блага жена, многу мајчински се однесуваше кон нас и знаењето ни го пренесуваше. Ние тогаш имавме по 3 до 4 часа, некако денеска по целот беше завршувала, 3 до 4 часа. Не описменуваше прво конфлите. Математика во прво деление учевме само до 20. Немаше понатака.
Додека во 5-то до 8-то дојање, Милка Стојанова ми беше класна, предаваше математика, беше многу така енергична, стасита жена, строга, меѓутоа праведна. Исто така, голем печаток ми остави професорката по хемија, која ми влеа толку љубов кон тој предмет, на таков пластичен начин го објаснуваше, полн со стално идеше со цела лабораторија со себе, со експробети, со себе, ние тоа визуелно можеме да го видиме, не само вербално, нешто што не ми е сватило, него и визуелно. Исто така и професорката по физика, имавме доле, да кажем, во сутеренот имавме лабораторија, кабинет по физика, каде што исто така наставата уште во тоа време се одбиваше со примери, визуелно, не само вербално. Предмети, многу голем, морам да го споменам, професорот по книжевност, по македонски јазик, Тодор Чатарошка, многу специфично презиме, меѓутоа истекува и до ден денеска тоа ми останало и на моите внуци го премислувам, дека секој пат кога кажуваат нешто, кога раскажуваат било што по било кој предмет е, секој нешто треба да има свој увод, содржина и заклучок. Не може некој нешто да раскаже, а да иде директно на наставот, да нема увод што му предходело на тој настав. Зашто се случил тој настав? Цел произошто има свој заклад. И заклучок, што сакал писателот да каже со тоа што го каже. Дали е расказ, дали е роман, се едно.
Ценети гости, родители, пријатели, соработници, представници од институциите и од општината Центар, добродојдовте на манифестацијата која подготвиме за сите вас по повод денот на нашето училиште, Гоце Делчев. Приказната на Гоце, ние од срција продолжуваме. Децата се драгоцен и скапоцен подарок, да им овозможиме да растат, учат, сонуваат, веруваат во себе, остваруваат соништа, да бидат своји, да се развиваат во вистински личности кои ќе се сеат себе си, но ќе ги почитуваат и другите. Приказната на Гоце дека само со културен надпревар можеме да придонесеме за поубав свет за децата и возрастните, ние гоцевци ја продолжуваме. Ја повикуваме господјата Нада Молеровиќ, директор на нашето општинско основно училиште Гоце Делчев, да ве поздрави и да започнеме со програмата. Почитувани родители, драги представници од општината Центар, воедно има можност сега да го поздравам градоначалникот на општината Андре Женовски, како и еден од поранешните ученици на Гоце Делчев. Председател од Советот и секретарот на општината. Ви благодарам на присуството. Знаете, ни го разубавивте денот, настанот. Ни направивте ние, учениците, наставниците, да се чувствуваме многу повеличествено на денешниот ден и да се подсетиме на поранешните успешни генерации кои што дале голем придонес во нашата држава Република Македонија. Децата наши беа многу возбудени, не знам сега колку ќе имате можност да ги забележите, меѓутоа со една таква креативна возбуда, со еден детски ентузијазам се подготвува како и на кој начин да се представат себе си тука пред вас. Ние со задоволство им дадовме поддршка, ние како родители и професионалци кои што се успеа да им дадат поддршка, да ги покажат своите дарби, своите музички и културни таленти, да настапат тука пред нас, а ние да ги охрабриме, да ги поддржиме, да им дадеме можност, да им даваме крила да сонуваат, да летаат и да ги остваруваат своите соништа. Впрочем, како што и Гоце Делчев кажал, освен што бил револуционерен хуманист, дека светот го разбира како поле за култура надпревар на луѓето, да им кажеме на младите дека само на таков начин може да го освојат и да го разберат светот, почитувајќи ги разликите на другите, меѓутоа прво собствените, а потоа и на другите околу себе. Затоа, јас уште еднаш ви се заблагодарувам, аплаудирајте, ќе го дадете доброто од себе, за да ви го разубава денот вам, а ние со вашиот аплауз да го разубавиме нивниот ден. Ви благодарам. Чекаат со нетрпение да дојдат овде да се приклучат. Музиката има моќ да ве натера да танцувате, дури и кога не ви е до танцување. Да се смеете тогаш кога солзите ви се во очи. Да бидете среќни тогаш кога би требало да сте најтажни. Хорот при училиштето под раководство на наставничката Елизабета Глиши ќе изведат композицијата Санта Лучија, Филип Гавриловски придужба на хармоника. Нашиот ученик од 9-то одделение Димитар Пенев ќе ја изведе композицијата Соната од Моцарт. Уживајте!
поубав, зашто музиката е лек на душата. Ако ќе ја слушнам приказната за детето Гоце, секогаш ќе се навраќам на детството во моето Гоце делче. Учениците од прво, второ и четврто одделение ќе изведат кореографија на музиката Цигала и Зила. На текстот нашата ученичка Марија Брајковска, учениците од 6 и 8 одделение ќе изведат драматизација под наслов Детството на Гоце Делче. Четвртооделенците ќе се представат со музичка точка Crazy House.
својот живот го поминал во кукуш. А неговиот живот трае само 31 година. 31 година се многу, што зборуваш? Не се многу, да видиме дали ти вака ќе збориш кога ќе бидеш на таа година. Тука грешиш, јас никогаш нема да останам. Уф, многу си здодевен. Добро, немајте да се карате. Кажите ми сега што друго прочитавте за Гоце. Па, дознавме дека го сметаат како многу добра образована личност. Вистина. Да, но не знаеме зашто го нарекуваат така. Да, тој навистина бил голем херој. За не само тоа, тој присуствувал на, како се каже тој конгрес, Солунскиот конгрес каде поставиле нова идеологија. да, на тој конгрес мислев. Гоце Делчев бил извонреден човек. Да, затоа многу не интересира како тој стекнал толку големо знаење. Да, тој навистина бил вистински херој, како што ви кажав. Можеш ли да ни кажеш нешто повеќе за Гоце и неговото детство? Се разбира. Тој половина од својот живот го минал во Кукуш. Таму имал многу пријатели и многу сакал да другарува и да игра со нив. Ова е извонредно. Не само што бил образована личност, тој имал време за игра. Тука малку грешиш, мичко мој. Тој со цели денови учел, читал и му помагал на татка си со работа. Како ли имал време за игри? Тој наоѓал време, а и неговите пријатели знаеле кога е слободен, па затоа само тогаш го викале надвор. Бабо, сега знам што тој е почитал. Тој постојано читал, затоа и вие читајте, мили деца. А какви книги читал, од каде ги наоѓал и дали успел да научи се? Од Дарвин до Виктор Риго, тој читал се и сешто. А од каде ги добивал книгите? Група возрастни кукушани многу често разговарале со Гоце. Тие му давале книги за тој да ги читал. Ова е извонредно. Гоце Делчев бил вистински херој. А сега, деца, кажете ми што друго ви интересира за Гоце. Приказната за Гоце Делчев ќе се раскаже уште многу години, бидејќи Гоце Делчев е лик кој тешко ќе се заборави. Бабо, дали мислиш дека приказната за Гоце Делчев ќе се раскаже на некој децени? Се разбира, како што кажав, тој не се заборава. Сега знам што тој е почитал. Затоа учете, деца мили, зашто еден мудар херој рекол: јас го разбирам светот како поле за културен напредок помеѓу народите. Вие имате можност да се збогатите со знаење, искористете ја таа можност. Гледаш дека бе во право. Училиштето е многу важно. Знаењето е вредноста која ќе ни остане до крајот на животот. Што велат мудрите луѓе, за да го одбележиш своето постоење во животот треба да направиш 3 работи. Да напишеш книга, да љубиш
и да засадиш дрво. Родителот Емилијан Мицев ќе биде музичка придружба на гитара на учениците од второ одделение за песната "Чукни во дрво" од Леви Сол. Членовите на Еко-клубот по повод денот на планетата Земја ќе се представат со драматизацијата Страшен сон на текст од Маја Саридис, наставник по биологија. Шпанскиот танц ќе го изиграат ученичките Дина Атанасова и Теодора Надев.
Што ти е, Мартина, зошто си тачна? Сонував страшен сон. Бево една шума на излез и одеднаш исчезна сите дрви и растини, сите животни и птици. Се најдов сред пусина. Почнаа да дуват силни ветрови, надоаѓаше голема вода. Многу вода. Сите ќе се одавевме. Бевме слаби, бевме гладни и жедни. А толку вода имала, вие сте бе жедни. Па, водата беше многу пељава. Тоа било само сон. Зошто толку се уплаши? Сон. А што ќе се оствари? Како може да исчезнат сите растинија, молам? Ако исечат сите дрвја, ако исечат луѓето сите дрвја, можно е. И ако ги уништат киселите дождови? Што ти се пак тие кисели дождови? Не знам точно, ама сум слушнала дека чајот од фабриките и автомобилите, кога оди во облаците, а таму се создава дождот и тој станува киселина што се уништува. А животните како би исчезнале? Па, ако продолжи татко и на Теодора да ги лови животните и ако мајка и на Марија носи крзнени палта... Ако ги нема растенијата, ќе нема ни животни. Животните се хранат со растенијата. Па десите, некој јадат месо. Ништо не разбираш, тие што јадат растенија се хранат за тие што јадат месо. Во сонот имаше многу вода, се беше поплавено. Сигурно се стопиле ледниците и целата планета се поплавила. Ајде, многу сериозни станавме да си играме. А сонот? Па ти викам, тоа било само сон и сето ова е невозможно. Повторно ти кажам, што го се оствари? Ние мораме да направиме нешто веднаш. Ние можеме да направиме нешто. Овој сон никогаш да не се оствари. Што можеме да направиме? Кој би слушал деца? Имаме само 10 години, ништо не зависи од нас. Можеме да одиме на училиште со велосипеди, наместо со автомобили. Јас ветувам, ќе му забрана на татко ми да лови. Јас пак ќе го селектирам отпадот и нема на секаде да фрлам отпадоци. Јас ќе посадам дрвја, многу дрвја. А јас ќе му напишам писмо на директорот од фабриките да стави филтери на џаците. Па, ако секој од нас направи по нешто корисно за планетата Земја, ќе успееме да го спречиме твојот сон да се оствари. Што, ние сме само 30 деца? Да, само 30 сега. А ако другите деца од планетата Земја го следат нашиот пример и ако предознесат нешто за заштита на природата, Замисля колку добро би било сето тоа. во право сте. Ајде да се договориме дека ќе ја чуваме планетата Земја. За овој страшен сон никогаш да не се оствари.
може да го донесе моментот, не може ни целиот живот. Уживате во неговите звуците на виолината. Одата на радоста ќе изведе на виолина Лиљана Чучук во придружба на балерината Бора Костова и ученици од трето оделение. Гимнастичка точка ќе изведе Лара Малиновска од трето оделение. Користиш интернет? Кои апликации? Па да, многу често користам интернет, користам YouTube, тоа други игри, Facebook? Да, Facebook, обавезно. Дали си сигурен дека знаеш со кого вистински комуницираш? Да, знаеш дека мораш да бидеш внимателен кому споделуваш тајни. Знаеш ли некој дека може да те повреди? Да, па сценарио на тема интернет насилство од нашата ученичка Марија Брајковска од 9-то оделение со учениците од 6-то, 7-то и 8-то ќе раскажат приказната на Деа за интернет насилство. Аплауз!
си грда, ме болат очите кога ти те погледнам. Ха-ха, нели, колку е глава? Слушнав дека била една од најлошите ученички во незиното училиште. Мислиш дека ти иде профил? Како и да, го прави уште поинтересно, нели? Сега види, и јас слушнав за тоа. Воопшто не ме чуди. Тоа не е точно, не е! А сега гледај го ова. Таа е толку глупава што не знае ни да чита. Веројатно не знае ни колку е 2+2. Слушнав дека препишувала на секој тест. А јас пак разбрав дека го видела тестот по историја на катедрата и го земала. Мисли дека никој не знае. Да ги спомним ли другите тајни? Па не, се додека не откриеме која е третата личност, нема. Да, ова е добра шега, нели? Зошто ми го прават ова? Зошто ми го прават ова на мене? Ништо не е онака како што мислиме. Внимавај. Што се случува? Зошто си тажна? Не е важно. Јас сум твојата најдобра пријателка. Мене можеш се да ми кажеш. Знам. Повторно почнам. Цела вечер се допишува, не запре, а за моја среќа постојано ме навредува. Добро, на кој се ти? Зашто не ги блокнеш? Прават нови профили, не можам да ги опишам навредите. Што се занимаваш со нив? Не те ни знаат. Остави ги нека зборуваат. Уште да беше како што кажуваш. Добро, што не е точно? Тие ме познаваат, а и не само тоа, ги знаат и моите тајни. Добро, но како е тоа возможно? Не знам, изгледа дека некој од моите пријатели не ми е вистински пријател. Не верувам. Но само ти, Сања и Силвија ги знаете моите тајни. И што сега? Мене ме окривуваш? Јас само сакам да ти помогнам, а ти мене вака ми посредјаш. Што ти е тебе, ти не реков такво нешто? Аха, добро. Добро, јас тоа на така. Ова не е добро. Морам да најдам начин да опитам Сања с интернет на всичкото, за да не ме отпионера. Но како? А е третиот профил? Денес гора беше чудна, како да крие нешто. Но таа ми е најдобра пријателка, не е возможно да знае нешто во врска со интернет навредувањата. Ај повторно почна да отворам и пораката. Не сакам да отворам оваа порака, но сакам да знам и што напишале. Одлучив. Сите знаат колку си глупав. А и не само тоа, сите знаат и кој го сакаш. Што правиш? Нели прво ќе дознаеме кој стои за третиот профил? Добро бе, добро. Дознав кој е третиот профил. Флора е третиот профил. Што? Кај ти ја па тебе оваа теорија? Смириш се, не е теорија. Јас слушнам како признам. Но сега што ќе правиме? Како што ќе правиме? Ќе продолжиме со наша игра. Епа, ако е така, не само тоа ме боли главата кога ќе ти го слушам твојот глас. Твојот стил никогаш не е модерен, а и нема да биде. Ова е навистина забавно. Не треба да се грижиме за оние кои не напознаваат реално. Но како да ги изоида? Како да не се грижам? По толку многу навредливи зборови не можам да заборавам лесно. А и да не го забораваме фактот дека ги знаам моите тајни. Тие зборови кај тебе предизвикаа некакви мисли? Се разбира. А какви мисли предизвикуваат? Тажни. Аха, добре. Сега е време да заминам. Каде да заминеш? Уште едно прашање. Кој си ти? Што беше ова? Мислам дека треба да се одморам малку. Што ти е тебе? Да, и ти е некој ти знаат сите мои тајни. Кој тајни? Сирато на само ти. Дали знаат дека го гледаш си ми рапо? Ако го знаат, тоа си имаш сериозно. Не, тоа не го знам. Ако ќе
што кажам, никој не е важна да сега. Да, сега е важно тоа што тие сте оние кои се имаат Деја. Никогаш, ние, никогаш. И ти истото го правиш. Да слушаш кога ќе пораговараме за Деја. Па добра. Тоа сме паметни за да најдеме решение. Епа кога сме ќе до интернет и до решенија, можеме да укривиме некој хакер. Каде ќе најдеш некој хакер за да го укривиш? Па, можеме да измислиме некоја личност што ги е хакер. Една лажна личност? Навистина? Зошто да не ќе си кажем? Име да ги измислиме подоцна. Кажи сте 100% сигурна како ќе се направи тоа. Па зошто да не? Како билат на филмовите? Две лоши прават една добра. А како што сите знаеме, филмовите никогаш не лажат. Ајде сега да одиме да измислиме план. Ова веќе стана здодат. Јас треба да презвам некои мерки, за да можам во вистински момент да ја подобрам ситуацијата. Па, имате ли идеја за лажната личност? Јас имам, Па кажи, ајде. полека. Мислам да се викаме и ги рожаш. Буку, он е 10 пати подобро. На кој начин е тоа има подобро? Па логика малце, има многу тие што се презиваат на презивањето план. Еден од нив може да е хакер. Согласувам со Сања. Или би било подобро доколку... Што мислите? Како таа лажна личност, Буклан би објасни за тајника? Па наједноставно. И кажи дека измислил тајни. Добро, но не е лесно да се измислат тајни. Но ние се вистински тајни да се разбереме. Јас сакам да почнеме со опишување. Чекај, а да будеме во училишниот двор? Идеја е таму, ние не сме да преочитаме. Да, да. Само уште и готово. Се е подготвено. Што натиша? Па и кажам дека тоа била една обична шега и дека било многу убаво нејзина страна што поверувала. Ајде сега да одиме. Време е за мало патување. Сакате шеги, така ли? Кој си ти? Што сакаш од нас? Сакам да ви ги покажам мислите на вашата другарка. Таа не е доволно паметна за да мисли. Изрека на Буклан. Доколку завршите, сакам да ви покажам какви мисли предизвикавте кај Деја со вашата шега. Мораме да кажеме на Деја. Или се извинуваме. Се надевам дека тоа што го видовте ви помогна да разберете. А дека најдам. Дали, тебе те барахме. Да. Станете ми доста пријатно. Добро. Ние ги направите тие папири. Но нема се кајме. Мислам дека ќе сватиш дека е само една обична шега. Но свативме дека тоа воопшто не е добро. Ти ми простиш? Благодарам што ме кажете вистината и нормално дека ќе ги простам. Насилството во никој случај не е шега. Градете го пријателството со добрина и со искреност, а не со навредливи зборови. На тој начин ќе ги пронајдете вистинските пријатели, а потоа сите шеги ќе бидат прифатливи. Подарете му го на светот најдоброто од себе, но може тоа да не е доволно. Како и да е, подарете му го најдоброто од себе. Изедувачите на следните точки навистина го даваат најдоброто само за вас, драги гости. Не штедете аплауз.
Нашата Ана Пекановска от 7 отделение ке настапи со македонскиот евергрин Сонце за три светови. Учениците од 2 и 4 отделение, како дел од подмладокот на култ Коча Рацен, ке изведат сплет од ора и народни песни. Групата за модерни танци Break a Leg постои 8 години и со право го носи епитетот кај нас, па и пошироко во светски рамки во хип-хоп танцот. United Kids, во кој членуваат наши ученици, 5 години се непобедливи на Балканот. 2 пати се светски финалисти и европски и државни шампиони. Уживајте во нивниот перформанс.
нашето училище ги следи светските трендови за покривање на еко-свеста кај младите. Добро, значи сега на сцената мораме да ги повикаме манекинките. Да. Ама и ние ги следиме светските трендови, ќе направиме селфи како што се договоривме. Може, да. Телефонот кај ти? Сега. Заборавихме телефонот. Добре. Ајде, селфи со вас, публико, драга.